Инфлацијата во мај се уште е двоцифрена, а на годишно ниво таа сега изнесува 11,3%. Сепак анализите велат дека трошоците за храна се смируваат и дека во однос на декември лани, кога стигнаа до 21,7%, сега состојбата е далеку подобра. Но што за ова велат граѓаните? Ја мислам дека сега е поскапа. Лани беше поевтина лани храната, а сега е поскапа. Исто е. Тоа беше многу поевтино, сега ваа година е поскапо. Лани беше поорно, сега е поскапо. Иако на луѓето сега се им е скапо, еве колкави биле цените на пазарот во Штип точно во истиот период лани. Во исто време, со истите проблеми се соочуваат и граѓаните од нашето опкружување, стои во анализата на порталот Пари. Инфлацијата на ставката храна и безалкохолни пијалаци во мај во Македонија била 14,6% и е помала од онаа во Словенија каде изнесувала 14,9%. Веројатно рекордер и во мај ќе биде Србија, која во април има највисок раст на трошоци за храна и пијалаци од 23,1%. За Косово, на нивната официјална веб страница нема објавено групни податоци за храна и безалкохолни пијалаци. Во екот на високата инфлација, Македонија имаше многу висок раст на трошоците за храна. Например, во декември минатата година, тие беа 27,1% повисоки во однос на 2021 година. Нешто повисока инфлација на храната во тој период имаше само Црна Гора.